Денес имавме второ рочиште од оваа нонсенс тужба која што Вице Заев ја поднесе против мене за клевета. Самото денешно рочиште покажа дека е целосно безпредметна тужбата и дека нема поента зошто е поднесена и е целосен, како што кажав, нонсенс. Ве малтретираме вас, ја малтретираме јавноста, го малтретираме судот за работи кои што се очигледни. Ваши членови, вклучувајќи го и почесниот претседател на партијата, поднесуваат тужби за клевета и навреда во овој суд. Како го коментирате тоа од денешна гледна точка, бидејќи ве сметате дека нели треба да се демантира, па да не се оди до степен да се тужат? Јас одговорив и минатиот пат, еве ќе повторам. Сметам дека овој принцип е грешка. Собранието донесе измени на законот со кои што драстично се намалија казните, како и основите за поднесување на тужби за клевета. Јас бев еден од пратениците, додека бев пратеник, кој што го иницираше тоа, и додека бев пратеник, ни на крај памет не ми паднало да тужам новинар или било која друга јавна личност, така што сметам дека тоа што се правеше во изминатиот период беше грешка. Добро е што законот се промени, но сметам дека таа грешка треба да ја запрена, не да ја продолжуваме како што ја продолжуваме сега. Кажав, има начин на се да одговорите. Ако е вистина, ќе потврдите дека е вистина, ако не е вистина, ќе демантирате. Секако на крај јавноста тоа ќе го суди, доколку не се однесува, не дај Боже, за приватни работи или за здравствени работи, сето друго е предмет на дискусија во јавноста.